Денеска Советот на општина Прилеп ја одржа својата 9-та седница на Советот на општина Прилеп, на која што имаше повеќе точки кои што беа на дневниот ред кои што беа во интерес на граѓаните на општина Прилеп. Како што беше напоменато, значи првите 3 точки се однесуваат на утврдување на цената на отпадните води на територијата на општина Прилеп, кој што по надлежност на јавното комунално претпријатие Водовод и канализација, и утврдување на цената на вода на општина Прилеп. Денеска до Советот на општина Прилеп беше доставен од страна на јавното комунално претпријатие Пазари Прилеп извештајот, тримесечниот извештај за претходната таковна година. Со оглед на тоа дека имаше голем број на нејасноти во извештајот, не се совпаѓа голем број на бројки со различни размахи диапазон на податоци кои што беа доставени до Советот на општина Прилеп. Советот на општина Прилеп донесе одлука да не го усвои тримесечниот извештај на јавното комунално претпријатие Пазари Прилеп, со оглед на тоа дека имаше исто така голем број на нејасноти во однос на завршна сметка, односно на годишниот финансиски извештај од страна на јавното комунално претпријатие Пазари Прилеп. Исто така Советот донесе одлука да не се усвои завршната сметка, односно годишниот финансиски извештај од страна на јавното комунално претпријатие. Со оглед на тоа дека тука се забележани голем број на недостатоци и пропусти, ние како Совет на општина Прилеп ќе побараме во најбрз временски период да се изврши ревизија на работењето на претходното раководство на јавното комунално претпријатие Пазари Прилеп, со оглед на тоа дека оние бројки кои што се стасани до нас преку Комисијата за финансирање и буџет не се совпаѓа со на која што е реална основа за во работењето на јавното комунално претпријатие. Ќе побараме најбрз временски период да влезе ревизорска куќа, каде што ќе добиеме релевантни показатели, се со на цел одлуките кои што ќе ги донесеме тука мора да се темелат на релевантни факти и показатели. Денеска Советот на општина Прилеп донесе одлука за отпочнување на проектот Социјална мобилност, кој што се однесува на подобрување, односно грижа на локалната самоуправа, на грижа на граѓаните кои што се од социјално загрозени семејства, каде што локалната самоуправа со одреден проект кој што е во интерес на граѓаните кои што имаат потреба од социјална заштита, ќе им излезе во пресе со една цел да им ги подобри условите за живот на овие граѓани кои што се од општина Прилеп, кои што се социјално загрозени и имаат потреба од социјално згрижување од наша страна, се со една цел да им излеземе во пресе, за да им го подобриме и олесниме нивниот живот. Денеска Советот на општина Прилеп ги донесе финансиските планови за 2018 година на средните и основните општински училишта во градот. Денеска, како што можете да забележите, посебно радува фактот што опозицијата го согледа дека треба да се врати во клупите онаму каде што се избрани од страна на граѓаните на општина Прилеп и да даде допринос во работењето на Советот на општина Прилеп. Со оглед на тоа дека јас после секоја седница ги повикував да се вратат и да работат во интерес на граѓаните на општина Прилеп, тие денеска одлучија и се вратија во редовното работење на Советот на општина Прилеп. Се развина дебата која што е во интерес на носењето на одлуките, во интерес на граѓаните на општина Прилеп. И на 10-та седница се одржа затоа што имаше технички проблем кој што беше во однос на носењето на одлуката по однос на првите 3 точки кои што беа на дневен ред на денешната седница, затоа што имаше еден од членовите на Советот конфликт на интереси затоа што неговата сопруга работела во јавното комунално претпријатие Водовод, на која што се однесуваше таа конкретна точка, со оглед на тоа дека во законот во член 39 мислам дека доколку има некаква податок за судирање на лични интереси на функционер или член на Совет со негов близок кој што работи во тоа претпријатие, тој се изема од гласањето и беше се со цел затоа што во интерес на законската регулатива, во интерес на целокупното функционирање на Советот, мораше ние да закажеме и на 10-та седница на Советот на општина. Тоа го дозволува деловникот за работа на Советот на општина Прилеп. Претседател на Совет има право да свика итна седница на Совет која што е во интерес на носењето на одлуката, без она деловничко право кое што сите членови на Совет го имаат, тоа е 7 дена да им бидат доставени материјалите за редовното работење на Советот на општина Прилеп.